Што е она што го издвојува Тетовското здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија? Кои се тие позитивности кои што ги работите кај вас? Па видите, денес се одржува свечена седница на органите на здруженијето во проширен состав со претседателите на местните организации. Предходно 1-2 сата имаше работен состанок со претседателите на местните организации, организиран све со цел да се направи програмата за работа за наредната година, се поднесе реферат. Во главном дискусиите се однесуваат за спроведените активности, а ги имаше во оваа година доста, почнувајќи од прославите на 8 март овде во хотелов, каде што наши преку 100 члена зедоа учество, потоа негде во мај месец доделивне еднократна парична помош од околу 2000 евра на 120 наши, да речем, членови. Потоа посетивне неколку здруженија, извршивне екскурзии до Кежовица. Во оваа година се навршуваше 15 години од оснивањето на активна жени на ниво на Република. Ние бевме домаќини во Лешок, се одржа таа средба. Потоа учествувавме на една екскурзија до Штип во бањата Кежовица. Затим учествувавме на спортските надпревари кои се организираа на ниво на Република во Маврово и постигнавме завидни резултати, односно снесев купен првак не сега, него веќе 10 години уназад. Со ова ги привршуваме, да речем, со денешниве активности, ги привршуваме овогодишните активности. Преостанува уште посета на наши тешко болни и материјално загрозени членови. Тоа ќе извршиме, мислим, до крајот на годинава и се припремаме за изготвување на програмата за работа за наредните години. Имајќи во предвид социјалната состојба на вашите членови, редовно организирате и обезбедување преку вашето здружение дрва за вашето членство. Дали оваа година останавте на таа традиција и што на тој план работите околу подобрување на социјалната положба на членството? Ние од година во година све поголеми количини на дрва, да речем, даваме на наши членови и на нивни потесни семејства. Во оваа година има дадено преку 2600 метра, да речем, просторни. Заврши тоа све на време. Попуст е тоа што ги уплатуваат на 6 рати, не мора да бидат еднакви рати, почнувајќи од февруар и веќе сме во преговори со македонски шуми за оваа година, така да нашите луѓе се задоволни и од квалитетот, и од количината, и од, мислим, рокот на испорака. 20 години се одбележува од одбележувањето на денот на инвалидизирани лица, меѓутоа колку години постои здружението во кое што вие членувате и колкава е бројката на членство во Тетовското здружение? Нашето здружение, за жал, е едно од најбројните здруженија во Македонија. Ние не сме многу среќни, ние сакаме да сите отидат во редовна пензија, не во инвалидска, со инвалидска пензија. 95% од нашите членови се со трајно загубена работна способност, а само 5% се така наречени трудови инвалиди, односно лица со професионална рехабилитација кои се уште на работа во работните организации или во приватните, мислим, приватни лица, кај приватните лица, а голем дел од нив се и во Заводот за вработување, за жал. Нашето здружение сега во моментов број преку 3000 члена. На ниво на Република има иницијатива од сите пензионери да до крај на мандатот, односно до март месец таму се изгласа закон за пензионерско организирање, каде што нашите сојузи ќе се спојат со закон во едно здружение и ќе има, да речем, 2 здруженија во Тетово
едно на старосните пензионери, редовните пензионери, едно на инвалидските пензионери и ќе има два сојуза на ниво на Република, а другите права ние као статус на инвалидска организација ќе си ги остваруваме преку Законот за инвалидски организации.